Почитувани сограѓани, во недела имаме избори на кои ќе треба да одлучиме не само за председател на државата, туку ќе треба да одлучиме за Македонија. Во недела ќе треба да одлучиме во каква држава сакаме да живееме. Дали сакаме да живееме во сиромашна држава, без странски инвестиции, со уништена економија, која пред некој ден беше оценета со оценка 0 од странските инвеститори. Или сакаме да живееме во горда, силна, успешна Република Македонија. Големите ветувања на Социјалдемократскиот сојуз се претворија во огромни лаги. Тука, од центарот на Прилеп, паметиме како Зоран Заев ја заговараше двојазичноста, како се колнеше во челата дека нема да го промени името на државата, но само по неколку денови го сменија уставното име, идентитетот, ја распродаваат историјата и македонските национални интереси. Да се подсетиме на лажните ветувања во предизборниот период на СДС. Ги нема 600 километри автопат, нема нов клинички центар, нема 500 евра најниска плата за обичните граѓани. Се што ветија, се е лага. Младите продолжуваат да се иселуваат како никогаш досега. Почитувани сограѓани, во недела изборот е јасен. Во недела имаме два спротивставени концепти. Од една страна Зоран Заев и Стево Пендаровски, оние кои ветуваа живот, а донесоа пекол во Република Македонија. Оние кои се страмат да ја слушаат и да стојат пред македонската химна, тоа се политичари кои повеќе не го споменуваат името Македонија во своите говори. Туку устата им е полна со некоја нова творевина Северна Македонија. И од друга страна имаме чесен и достоинствен кандидат кој од срце го сака својот народ и својата татковина. Кандидат кој ќе биде заштитник на правото и правдината. Кандидат кој ќе биде заштитник на националните интереси. Затоа, најпрво на 21 април, а потоа и на 5 мај, ве повикувам сите заедно сплотени, старо, младо, работници, студенти, професори, спортисти, сите да дадеме поддршка, да гласаме за бројот 2, да гласаме за професор доктор Гордана Силјановска. Бидејќи на тој начин ќе овозможиме силна, достоинствена Република Македонија. На тој начин ќе овозможиме Република Македонија во европското семејство. Ви благодарам, да гласаме за бројот 2.